Во затворска келија во Триполи, Либија, на македонски јазик е преведена Шекспировата пиеса Венецијански трговец. Штипјанецот, војводата Тодор Лазаров, е всушност и првиот македонски преведувач на Шекспирово дело. Оригиналниот ракопис, кој бил напишан во 908 година, се чува во архивите на Националната библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Се претпоставува дека има не целосно, но дека има и дел од Ричард III превод. Тоа е многу интересно затоа што тој бил една маркантна фигура, револуционер, кој што по тоа време завршува во Либија во затвор и таму се среќава со делото на Шекспир. Во музејот во Штипско Новосело се наоѓа и восочната фигура на Тодор Лазаров. Тој бил маркантна историска личност, роден 1869 година во Штип, потекнува од богато трговско семејство. Добро го познавал англискиот јазик, а во Штипската гимназија учителствувал заедно со Гоце Делчев, Даме Груев и Мише Развигоров. Лазаров заедно со Ѓорче Петров е осуден за убиство на србоманот Јордан Бабанов, а по 4 години се самоубива во Скопскиот затвор. Пред почетокот на Балканските војни во далечната 1912 година, тој решил да си го одземе својот живот така што го напишал своето проштално писмо. Писмото се состои од тоа дека тој секако знае дека ќе заврши неговиот живот, не може да му помогне на македонскиот народ во одбрана од страна на османлиите, односно ослободување на својата земја, а се надева за скорешно ослободување на Македонија. Лазаров е само доказ дека Штип е колевка не само на револуционерни идеали, туку и на културата. Овде во градот под Исорот е одиграна првата опера во државата Палјачи, а на сцената на Штипскиот театар е одиграна и представата Маруша, која поради македонскиот јазик е и прва забранета македонска представа.